Ниту една критика не допре до судскиот совет. Политиката нема и нема да има намера да ги тргне рацете од највисоките судски органи. Десетици укори од домашни експерти и организации, па дури од меѓународната заедница. Но за членовите на судскиот совет ниту една не беше релевантна, па продолжи по старите навики на унапредување и одлучување. Коалицијата и уште 20 на други организации граѓански излегува со став дека мора да се промени составот на Советот и да бидат направени законски измени за да се унапреди постапката за избор на нови членови на Советот. Се додека не биде направено тоа, какви било избори кои што би се спроведувале за член или двајца членови на Советот, можат само да имаат спротивен ефект во поглед на нарушување на интегритетот на новите кандидати кои ќе станат членови на Советот, но во никој случај нема да може да придонесе да се унапреди реномето на Советот како таков после сите овие случувања на нас. Советот се пофали дека брзо ги спровел изборите за 20 нови членови, но кај јавноста повторно во прашање се доведува постапувањето и изборот без политичка позадина. Секако дека е спорно тоа што беше прекината дисциплинската постапка непосредно пред да бидат усвоени кандидатските листи за членови на судскиот совет. Тоа остава сериозна дамка во постапувањето и на советот, но и во работењето, но и реномето на самиот кандидат, затоа што неправосилна е таа одлука на советот се уште и јавноста во меѓувреме нема можност да се запознае со причините поради кои била прекината постапката, за да може да има доверба дека навистина е тоа најсоодветната одлука на Советот. Во исто време, пред јавноста домашните функционери се согласуваат со критиките на меѓународната заедница, но само фиктивно. Крупните чекори кои ги очекува стратешкиот партнер, политичарите да ги тргнат рацете од судството, ги нема на виделина. Де јуре е независно, а де факто е независно тело кое што е сочинато од зависни единки од политичките партии. Политиката своите пипци во судството ги има внесено баш преку ова тело, преку судскиот совет и преку истото прави притисок врз работата на судовите. Политиката очигледно нема намера да се тргне од судството, затоа што тој и одговара и тој ги носи пресудите со кои што може да декриминализира све она што прави и све она што краде властот додека е на власт. Главните обвинувања за судскиот совет беа политичките врски и спреги со функционери и бизнис елити. Тоа го признаа и дел од актуелните членови на највисокото судско тело, а и тие што заминаа. И покрај тоа што целата правна фела бара оставки од составот, и министерот за правда најави дури законски измени за кои поддршка ќе бара и од опозицијата.